Каин и Авел. Адам и Ева беа првото семејство на земјата. Не им беше лесно да живеат, да бараат храна и да произведуваат леб. Времето минуваше и им се родија деца. Најпрвен им се роди момче и му дадоа име Каин. Потоа пак им се роди момче и го нарекоа Авел. Браќата израснаа и почнаа да им помагаат на родителите. Авел стана овчар, а Каин работеше во полето и стана земјоделец. Дојде време за собирање на летнината, а во стадата се појавија јагниња. Браќата решија да му заблагодарат на Бога, да принесат дар од плодовите и од приплодот. Каин му принесе на Господа дар од плодовите земни, а Авел избра за жртва младо јагне од своето стадо. Меѓутоа, се случи Господ да погледне милозливо на Авел и на неговите дарови, додека на Каин и на неговите дарови не погледна милозливо, па тогаш Господ му рече: "Зашто се огорчи? Ако правиш добро, нема зошто да се жалостиш. А ако не правиш добро, тогаш внимавај, гревот е пред врата." Меѓутоа, Каин не ги послуша зборовите на Господа и со него овладеа зависта и љубомората. Тој му рече на Авел: "Да појдеме во поле." А кога отидоа во полето, Каин скокна на брата си и го уби. Господ му рече на Каин: "Каде е твојот брат Авел?" А Каин му одговори: "Не знам, зар сум јас чувар на мојот брат?" А Господ му рече: "Што направи?" Бидејќи ја пролеа крвта на Авел, проклет да бидеш и скитник по земјата. Каин се исплаши. "Ете, мене, кој да ме сретне како скитник, ќе ме убие." Тогаш му стави Господ знак на Каин, за да не го убие никој, и тој отиде во прогонство. Ковчегот на Ное. Минаа години и столетија и на Адам и Ева им се родија уште синови и ќерки. И на Каин му се родија деца, а и на тие деца им се родија деца. Животот на земјата продолжуваше. Меѓутоа, со текот на времето луѓето почнаа да се оддалечуваат од Бога и да прават се полоши и полоши дела. На крајот, сите нивни мисли и стремежи се насочија кон злото. Тогаш Господ зажали што го создаде човекот и рече: "Ки истребам се живо на земјата, зашто никој веќе не прави добро. Ке ги истребам и луѓето, и животните, и птиците небесни." Но на земјата имаше човек кој се разликуваше од сите останати, а се викаше Ное. Што и да правеше, тој му се обраќаше на Бога со молитва, бидејќи знаеше дека тој ги гледа сите негови дела, бидејќи Ное беше праведен. И му рече Бог на Ное: "Целата земја се исполни со зло. Јас ќе ја потопам земјата, за да го уништам животот на неа. Но со тебе ќе склучам сојуз. Направи за себе еден огромен кораб, ковчег. Потоа влези во него со сето свое семејство, со жената, со синовите и со жените на твоите синови. Меѓутоа, нема да се спасиш само ти, туку земи со себе по еден пар од сите видови животни и птици, и тие да останат живи, и поголеми резерви од разновидна храна за луѓето и за животните." Ное направи се, како што му заповеда Бог. А кога дојде определениот ден, се отворија сите извори и врнеше дожд на земјата 40 дена и 40 ноќи. Во првиот ден, Ное влезе во ковчегот заедно со своите синови, Сим, Хам и Јафет,
со својата жена и со жените на синовите. Влегоа во ковчегот и ѕверови и птици, како што заповеда Господ. Наскоро водата ја потопи целата земја и го крена ковчегот, така што тој заплови врз водата. Потоа водата се крена уште повисоко и ги покри високите планини. Тогаш се живо на земјата загина, а водата стоеше над земјата 150 дена. Откако изминаа тие дни, Бог навеа ветар на земјата и дождот престана. Но ковчегот уште долго време пловеше по водата. Најпрвен се покажаа врвовите на планините, а потоа ковчегот се запре на Араритските планини. Кога изминаа уште 40 дена, Ное го отвори прозорецот на ковчегот и пушти гавран да види дали се повлекла водата од земјата. Но гавранот одлетуваше и долетуваше, се додека водата не се повлече од земјата. Потоа Ное пушти гулаб, но и тој не најде сува земја и се врати во ковчегот. Потоа поминаа уште 7 дена и Ное повторно го пушти гулабот. Овој пат тој се врати, носејќи во клунот зелен лист од маслинка. Почека уште 7 дена и повторно го пушти гулабот, а тој веќе не се врати. Земјата се исуши и Ное излезе од ковчегот и ги изведе сите животни што беа со него. Тој реши да му заблагодари на Бога за своето спасение, му направи жртвеник на Господ и принесе на него разни животни како жртва. Господ го почувствува пријатниот мирис, па рече: повеќе нема да ја проколнувам земјата поради човекот и нема веќе да ги уништувам сите суштества на земјата. Тогаш Бог го благослови Ное и неговите синови и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и владајте со неа. А сите ѕверови земни и сите птици небесни и сиот земен добиток и се што се движи по земјата и сите морски риби да се плашат од вас, во ваши раце се предадени. Се што се движи и живе, дозволувам да ви биде храна, како што порано беа зелените растенија. Но, внимавајте, не е добро да се пролева човечка крв, бидејќи човекот е создаден според образот Божје. И им рече Бог на Ноа и на неговите синови: еве, воспоставувам сојуз со вас и со вашето потомство, и со секоја жива душа, со птиците, со добитокот и со сите ѕверови, дека од сега нема веќе да ја уништувам земјата со потоп. Знак на заветот што го давам нека биде Божилакот. Тој нека биде вечно знамение на сојузот меѓу мене и земјата. Минаа векови, луѓето повторно се раселија по целата земја. Во тоа време тие имаа еден јазик и користеа исти зборови, но решија да создадат нешто големо. Посакаа да си изградат град и во него огромна кула, висока до небото, за да си го овековечат името. Тогаш Господ се спушти да ги види градот и кулата што ги зидаа луѓето и рече: ете, еден народ се и сите имаат еден јазик. Па еве што почнале да прават. Ајде да слеземе и да им ги смешаме јазиците за да не се разбираат еден со друг. И така Господ ги растори оттаму по целата земја, па не можеа да ја продолжат својата градба. А на градот му дадоа име Вавилон. Повикувањето на Аврам. Поминаа многу години од времето кога Бог ги расеа народите од Вавилон, синовите Ноеви, Сим, Хам и Јафет, се раселија во разни земји. Еден од потомците на Сим се викаше Аврам, неговиот татко Тара, целиот свој живот го мина во Ур Хаделски.
Меѓутоа Тара реши да појде во други предели во хананската земја. Но пристигнувајќи во Харан, се насели таму и остана, а наскоро и почина. Господ му се јави на Авраам и му рече: излези од својата земја и од својот род и од домот на татко ти, па дојди во земјата што ќе ти ја покажам. Од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и преку тебе ќе примат благослов сите народи на земјата. Авраам го послуша гласот Божи и тргна, како што му кажа Господ. Тој не беше веќе млад. Кога излезе од Харан имаше 75 години. Со него појдоа неговата жена Сара, внукот Лот и многу слуги. Се упатија кон земјата хананска. Кога пристигнаа во таа земја, во местото Сихем, до Дабовата гора море, Господ пак му се јави на Авраам и му рече: оваа земја ќе му ја дадам на твоето потомство. Тогаш Авраам направи таму жртвеник за Господа. Меѓутоа, во тоа време се појави глад во таа земја и Авраам се упати понатаму во Египет. Раѓањето на Исмаил. Долго време патуваше Авраам, стана богат со добиток, со сребро и со злато. Но едно нешто му лежеше како тежок камен на душата. Тој немаше деца. И почна Авраам да му се жали на Господ. Тогаш Господ пак му се јави и му рече: не плаши се, Авраме, јас сум ти заштита и наградата твоја ќе биде многу голема. Меѓутоа, Авраам одговори: Господи, што ќе ми дадеш? Јас наскоро ќе умрам без пород, а Господар во мојата куќа ќе стане слугата Елиезер. Бидејќи ти, Господи, не ми даде потомство. А Господ му рече: не, твој наследник нема да биде слугата, туку оној што ќе се роди од тебе. Стани, излези од чаторот, погледни кон небото и изброи ги звездите. Колку звезди има на небото, толкаво ќе биде твоето потомство. Чудно му беше на Авраам тоа што го слушаше, меѓутоа тој му поверува на Бога. Времето поминуваше и Сара, жената на Авраам, не раѓаше. Но тие имаа слугинка, египќанка, по име Агара. Сара му рече на Авраам: јас не можам да ти родам деца, туку може би мојата слугинка ќе може да роди и нив ќе ги сметам за своји. Земи ја за жена. Наскоро се слушна дека Агара очекува дете. Меѓутоа таа почна да ја презира својата господарка и се возгордеа пред неа. Сара се натажи и почна да му се жали на Авраам, а слугинката да ја притеснува. Тогаш Агара избега од Сара во пустината, но таму ја најде ангел Господов и ја запраша: Агаро, слугинко на Сара, од каде доаѓаш и каде одиш? Тогаш Агара почна да се жали на својата судбина. Врати се кај твојата господарка и покории се, и рече ангелот: а кога ќе ти се роди синот, наречи го Исмаил. Тој ќе биде силен човек и од него ќе произлезе многуброен народ. Кога дојде време, Агара роди син, а Авраам имаше тогаш 86 години. Господ го повторува своето ветување. Минаа уште неколку години, а на Авраам и Сара се уште не им се беше родило дете. Господ пак му се јави на Авраам и му рече: јас сум Бог семоќен, верувај во мене и биди праведен, и ќе склучам сојуз со тебе, така што ти ќе бидеш татко на многу народи. Во еден топол ден, Авраам седеше пред вратата на својот шатор, кој беше поставен кај шумичката Мамре. Наеднаш догледа тројца патници како стојат спроти него. Тоа беше лично Господ кој се јави на таков начин.
Авраам притрча и кон тугинците се поклони до земја и рече: Господи, немој да го одминеш мојот дом. Одморете се сега, ќе приготват вода за да се измиете, а јас ќе донесам леб. Патниците се согласија. Авраам отрча до Сара. Испечи најубав леб и нека заколат теле. Кога се беше приготвено, Авраам ги послужи гостите да јадат, а тој стоеше пред нив под дрвото. Патниците го запрашаа: каде е твојата жена Сара? Тој одговори: ене ја во шаторот. Тогаш Авраам слушна вакви зборови: до година во ова време јас пак ќе дојдам кај тебе и Сара, жената твоја, ќе има син. А Сара го слушна кажаното и се насмеа во себе, бидејќи веќе беше многу стара. Зар може да се врати младоста? Но Господ му рече на Авраам: зошто се насмеа Сара? Зар има нешто невозможно за Господа? Сара се исплаши и рече: јас не се насмеав. Патниците стана и се упатија кон градот Содом, а и Авраам појде со нив за да ги испрати. Во следното приложение ќе прочитаме за Содом и Гомора.